Сметководителите на работна издржливоста бараат итно пролонгирање на роковите за поднесување на годишни сметки и финансиски извештаи. Кратко било времето и за аплицирање на мерките од престојниот пети пакет и за истовремена подготовка на извештаите. Затоа, по примерот на Германија, Франција, Шведска и други западноевропски држави, бараат годишната сметка да се поднесува до крајот на април во хартиена, односно до 15 мај во електронска форма, односно бараат пролонгирање од 2 месеци. Оваа промена која бараме, оваа законска измена во Законот за трговски друштва која бараме, е во надлежност на Министерството за економија и нема никакви даночни последици, односно нема да има никакви даночни репрекусии по државата, е чиста промена со која може да се излезе во пресрет на барањата на сметководителите и со која дури државата ќе добие на квалитет на финансиски информации, бидејќи навременоста е еден од главните ограничувачки критериуми за давање на точни информации. Сметководителите се жалат дека мерките на владата не се однапред предвидливи, се донесуваат во 5 до 12, па немаат доволно време да се разгледаат и да се аплицира за нив. Огромен товар паднал врз грбот на сметководителите кои немаат ниту ден одмор, а владата и по 3 години го одложувала формирањето на работна група која треба да го подготви законот за вршење на сметководствени работи. Од страна на Министерството за финансии, речиси 3 години се најавува формирање на работна група која што ќе работи на изготвување и донесување на овој нов закон за вршење сметководствени работи, согласно сите европски регулативи и стандарди со кои што ќе се регулира професијата. Со тоа ќе ни се обезбедат права кои што ќе бидат соодветни наспроти многобројните обврски и ќе се придонесе за актуализирање на професијата која што е во изумирање. Комората на сметководители бара во петиот сет антикризни мерки да има грантови за фирмите чија дејност е вршење сметководствени работи. Сојузот на стопански комори претходно испорача 15 итни мерки, меѓу кои финансиска помош од 14.500 денари по работник за исплата на плати, бескаматни кредити, директни грантови за најпогодените сектори, намалување на данокот на додадена вредност во угостителството и туризмот и други кои мораат да бидат проследени со масовна акција против сивата економија, односно нерегистрираните субјекти.